по однос на вториот повик на владата, Општина Куманово аплицираше на вториот повик со вкупно 27 инфраструктурни проекти кои што очекуваме дека ќе бидат одобрени од владата со вкупен износ на средства од околу 800 милиони денари. Ова е еден рекорден износ на средства кои што можеби и со право можам да кажам за овие 7,5 години како извршувам функцијата градоначалник, Општина Куманово има можност да аплицира за еден ваков висок износ на средства и вакво нешто се нема случајно во минатото да добиеме можност да реализираме согласно сите овие апликации една реална, голема, капитална развојна програма за градот и сето онаа што беше како техничка документација предходно изработено и од страна на јавното претпријатие Куманово план, а и воедно на фирми кои што добиле на тендери да изработуваат техничка документација во соработка со секторот за комунални дејности, беа изработени голем број на проекти, се што беше завршено како проект и беше во фаза на добивање на градежна дозвола за градба, беше аплицирано и очекуваме позитивен одговор. На кусок ќе ве информирам кои се тие проекти. Реконструкција на улица 425 во населба Иго Тричковиќ. Изградба на дел од улици 722, 723 и 716 во месна заедница Перо Чичо, локалитет Главно поле, Општина Куманово. Изградба на дел од улици 716 и 719, исто така во Перо Чичо, локалитет Главно поле. Изградба на дел од улици 717, 725 во населба Перо Чичо, локалитет Главно поле. Изградба на улица Авној со 4 крака. Реконструкција на дел од улица 600 од Кумановска бања во урбана единица Перлинци. Изградба на гасоводна мрежа со траса од улица 11 ноември до Основно училиште Толи Зордунис, улица Авној со видео Смилевски бато, дел од улица Народна револуција, улица Доне Божинов до населба Карпош, улица Тоде Думба, улица Никола Тесла, улица Драган Стопаревич. Осмиот проект е изградба на гасоводна мрежа на улица Горно Милановачка, улица Вареждинска. 9. Реконструкција на улица Индустријска. 10. Фаза партерно уредување, реконструкција на спортска сала и изградба на систем за ладење и грејење, реконструкција на спортска сала. 12. Фаза електрика, фотоволтаици, реконструкција, тоест изградба на фотоволтаичен систем на самата спортска сала. 13. Реконструкција на дел од старечки дом Зафир Сајто. 14. Изградба на детска градинка на катастарска парцела 25906/1, 25912/2 и други парцели во населба Гоце Делчев Зелен Рители. Тоа е онаа земјиште за кое што своевремено Општина Куманово плаќаше согласно судска одлука големи средства за обештетување на поранешните собственици. 15. Реконструкција на дел од улица 715 во местност викана Главно поле Куманово. 16. Реконструкција на дел од улица Благоја Думановски Пецаклија, населба Перо Чичо. 17. Изградба на нов мост на река Крива река во село Довезенци. 18. Реконструкција на улица Киро Фетак и крак од улица Киро Фетак во Општина Куманово. 19. Реконструкција на дел од улица Веселин Вуевски, од улица Карадачки одреди со улица Есперанто Куманово. 20. Реконструкција на дел од улица Васко Карангелевски во Куманово.
21 реконструкција на улица Барам Шабани, што претходно го спомену, 22 реконструкција на градска капела на градските гробишта во Куманово, 23 реконструкција на водоводна мрежа на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев до улица 4 јули, 24 проект реконструкција на фекална канализација на улица 11 октомври од улица Гоце Делчев и улица Сава Ковачевиќ па се до центарот на градот, 25 основен проект за реконструкција на основно училиште Кочо Рацин или комплетна реконструкција на ова основно училиште, 26 реконструкција на основно училиште Вера Которка во село Клечовци и 27 реконструкција на локален пат од крстосување со постоечкиот пат Куманово село Пчиња па се до село Романовце до асфалтната база или тоа е она позната траса што ја користат товарните камиони при влез во Куманово и излез од Куманово кога носат градежни материјали и друг материјал од постоечките каменоломи кои што функционираат на локалитет Краста. Значи, со овие 27 вкупно проекти, некаде приближно согласно проценета вредност од 895 милиони денари по проектантски цени, аплицираме на повикот на владата, кој што согласно методологијата на распределба на средства на општина Куманово и дозволува да аплицира со износ од 806 милиони денари, а останатите средства, доколку бидат овие проекти прифатени, би биле секако надополнети од страна на нашиот бюџет кој што го имаме на годишно ниво на располагање. Најпрво сакам да ви известам во рамки на сите оние апликации кои што веќе се завршени во делот на инфраструктура или како што граѓаните тоа го знаат, средствата од унгарскиот кредит. Значи се работи за 3 проекти. Едниот проект е комплетна изградба на цела инфраструктура во новата индустријска развојна зона Новина и Речици, кој што проект е во тек, фирма изведувач е Копи инженеринг Куманово, и истата можете да направите увид на лице место во која фаза и како е согласно динамиката за работа, од некаде над 200 милиони денари предвидени средства за изградба на атмосферска, фекална, водоводна мрежа, подземна инфраструктура, дополнително поставување на ивичњаци и изградба на неколку километри на пристапни улици е во тек и истиот е реализиран некаде околу 20%. Вториот проект, кој што исто така е во тек, се однесува на изградба на атмосферска канализација на улицата Байрам Шабани, едно горливо прашање кое што со децении не е решено и дојде редот да го решаваме. Истата атмосферска канализација е поставена, изведбата е во завршна фаза и во следниот период ќе продолжиме со крпење на улицата и враќање во првобитна состојба како што била, а веќе во план е следната година општината да предвиди дополнителни средства за реконструкција на цела оваа улица со изградба и на нови тротоари во рамки на просторните можности и имотно-правните односи како што ни овозможуваат на лице место. И третиот проект од овие средства е проектот ширење на секундарната гасификациона линија, а тоа е гасификација на старата или приватната мини индустријска зона во населба Вера Которка и Доброшане, каде што по барање на голем број на стопански субјекти кои што работат таму бараат дистрибуција на газ и заедно во соработка со нашето јавно предпријатие по спроведена техничка документација, обезбедени средства од унгарскиот кредит, изберен изведувач, фирмата мислам дека се вика ЕХИ Експорт Импорт Петровец, која што
е воведена во работа и треба да отпочне со градежните работи за ширење на гасоводната мрежа или од улица ВС Бато па се до некаде индустријската зона во село Доброшан.